Јас жалам што заменик министерот, секако владата, го одби овој амандман и продолжуваме со насилното носење на овие закони во оваа Комисија за европски прашање. Морам да потенцирам дека овој закон требаше да се најде на матична комисија, тоа е Комисијата за транспорт и врски, каде што ќе го разгледавме и амандманите и законот комплетно, но гледаме дека власта нема никаков интерес да се дискутира околу овие закони и да се дебатира, затоа што сакаат насилно да ги протуркаат што побрзо, бидејќи најверојатно се чекаат провизиите да се поделат, па таму е итноста на носење на овие закони со европско знаменце во оваа комисија, за која што секојдневно добиваат укори од Европската комисија и од највисоките представници кои што се тука од Европската унија. Евроамбасадорот Дейвид Гир, кој што потенцираше и јасно кажа дека нема ништо европско во овие закони и не може да се носат овие закони во оваа комисија со европско знаменце. Но, како што кажав, целта на оваа власт е да ги протурка што побрзо овие закони, затоа што најверојатно провизиите чекаат да се поделат, па не се слуша ниту Европската унија, не се слуша ниту опозицијата што зборува, не се слуша ниту стручната и експертска јавност што зборува за овие закони. А тука со вас сакам да споделам еден допис кој што стигна до Комисијата за транспорт и врски, а верувам дека истиот овој допис е стигнат и до владата, и до министерствата, и до предлагачите на овој закон. Овој допис, ќе го покажам тука, е дописот од Комората на овластени архитекти и овластени инженери. Комора која што е најстручна во овој дел, која што по дописот што се гледа може да заклучиме дека владата и предлагачот на овие закони при носење на овие закони воопшто ниту ги консултирале, ниту побарале мислење од овие луѓе. Овие луѓе се најстручните луѓе што ги имаме во државата, кои што ја сочинуваат оваа комора, дали се тоа во инженеријата, во инженерскиот дел во Република Македонија, дали се тоа архитекти, дали се тоа градежници, инженери, дали се тоа геометри. Оваа комора ја сочинуваат врвните инженерски умови во Република Македонија и од дописот може слободно да заклучиме дека овие луѓе воопшто не се консултирани, бидејќи тие како одговорна комора, одговорни луѓе, интелектуалци, го разгледале на нивна иницијатива законот и дале свој забелешки во форма на допис во комисијата. Од она што може да се види во овој допис, јасно се кажува на штетите и последиците кои ќе настанат од носењето на еден ваков закон. Јас ќе ви цитирам и ќе ви прочитам она што врвните професори инженери ви го напишале вас и нас како пратеници, за да знаеме што се случува со овој закон и со останатите закони кои што се носат тука во собранието. Па ќе ви кажам дека во дописот пишува јасно дека со кратење на постапки истите стануваат нетранспарентни, а со преиначување на постапките се нарушува професионалниот пристап во планерскиот и инженерскиот дел на објектите. И тука морам да потенцирам дека понатака пишува со недофатливи негативни импликации од секој аспект. Дали, почитувани колеги, вие знаете што значи ова што е напишано во овој допис од Комората? Дали знаете што значи ова? Нарушување на планерскиот дел значи дека наместо планска документација ќе се изработуваат само урбанистички проекти, што е можам слободно да кажам лудост во проектирање на еден автопат,
да го симнете рангот на тој автопат, па да го проектирате со урбанистички проект. Зарем мислите дека проектирате малски улици, па ќе може со урбанистички проект да ги проектирате овие автопатишта? Станува збор за врвни инженерски достигнувања кои што треба да се реализираат на терен, а тоа се автопатиштата за кои што треба комплетна планска документација, а не само урбанистички проект. Со вакво проектирање и со урбанистички проект тек сега ќе ја погрешите трасата што треба да ја планирате, а не ја имате ниту започнато, а веќе сте исплатиле 117 милиони евра. Понатака во вториот дел од ова што го цитирав од нивниот допис, во кој се укажува дека ќе се нарушат инженерскиот дел на објектите, тоа значи дека ќе доведете во прашање квалитетот на изградба на овие коридори, а со тоа ќе ја доведете во прашање и безбедноста на луѓето и на сите граѓани кои што понатака ќе ги користат овие коридори доколку се изградат нормално, ако не останат заглавени како автопатот Кичево-Охрид, кој после 6 години гледаме дека нема исход, нема реализација и далеку од тоа дека ќе се заврши тој како што е предвидено во рокот до 31.12.2023. Понатака во овој допис јасно ви кажуваат дека автопатиштата со сите пропратни елементи на трасата мора да ги поминат сите механизми на контрола од страна на професионалните инженерски и институционални филтри, уште посериозно од сите други типови на објекти. А овие најсериозни, да речам, градби ги симнувате да ги проектирате со урбанистички проект, што е комплетно несериозно и недозволиво да ни се случува во државата да проектираме автопатишта со урбанистички проект, за кое што кажав дека Комората на овластените инженери и архитекти јасно ви укажале дека тоа не смее да се случува. А тоа го правите затоа што со урбанистички проект ќе ги заобиколите многу од постапките и процедури кои што следат за изработка на еден проект, сериозен проект, кој што треба да се изведе на терен и на крај да резултира како крајен производ изградба на модерни автопатишта, сигурни автопатишта по кои што ќе возат нашите граѓани, а и сите останати кои што ќе поминуваат по тие автопатишта да не се чувствуваат загрозени за нивната безбедност, бидејќи ќе се градат или ќе се проектираат само со урбанистички проект. Разликата од планска документација до урбанистички проект, она што сакам да го кажам и медиумите да го забележат, е дека со урбанистичкиот проект нема да има јавна анкета со урбанистичките проект, како што е тоа со планските документации, што значи дека јавноста комплетно ќе е исклучена од увидот во урбанистичката документација. Тоа е целта на оваа власт и затоа мислам дека одат со овој проект, овие автопатишта да се проектираат само со урбанистички проект, што е тотално погрешно и недозволиво. И уште една забелешка која што исто така произлегува од Комората на инженери и архитекти, а тоа е дека со овој закон ќе е дозволено урбанистички проекти да изработуваат, замислете, фирми кои имаат само лиценци за проектирање со вработен еден планер. Ние ќе изработуваме урбанистички проекти и планови за изградба на автопатишта со вработен еден планер. Како планирате да ги isprojektирате еве и со урбанистички проект овие автопатишта, кога сте предвиделе фирмите да можат да проектираат, а да имаат работено само еден планер? Кој ќе ги изработува овие планови? А доколку останеше
законско решение, секако дека фирмите се со лиценца за изработка на урбанистички планови. Такви фирми и компании имаме неколку низ државата кои што можат професионално да одговорат на овој предизвик и да проектираат еден модерен автопат по кој што сите ќе се движиме. Меѓутоа, власта, како што кажав, и Артан Груби и Димитар Ковачевски гледаме дека за нив е најважно само знаменцето да го развеат зелено и да отпочнале изградба на овие коридори, за после 1 сат или 2 после тоа да видиме дека ниту машините на тоа место ги немаше, ги собра и машините и замина, остана само таблата од коридорот 10D, исто како таблата од коридорот 8, која што е на Тетовската патарина, која што и сами видовме излезе и во медиумите дека таблата служи само за крепење на корпата за отпадоци и за ништо друго. Така да и оваа табла што се постави на коридорот 10D ќе е за истата намена, бидејќи ова е несериозен пристап ниту од владата, ниту од Министерството за транспорт и врски, а најмногу од Министерот за транспорт и врски, кој што не ги послушал овие препораки и овие забелешки од Комората на овластени инженери и архитекти, затоа што тие членови на оваа комора се негови професори, тој од овие професори учел, се образувал кога завршил архитектонски факултет. Овие професори се и мои професори, дел од нив се геодети, така да несериозен пристап најмногу од Министерот за транспорт и врски, кој што ги познава луѓето лично, учел и се образовал од тие луѓе, а на крај не ги сослушал во нивните забелешки што ги имаат во однос на овој предлог закон, затоа што некој му кажал дека мора да се протурка овој закон на брзина, бидејќи провизиите од 300 милиони евра и авансите чекаат да се исплатат, а лопата не е фрлена на терен за изградба на овој автопат. Ви благодарам.